Заврши ерата на Карлос Таварес. Прагматичниот португалец се повлече од челото на Стелантис. Иако требаше да одработи се до своето пензионирање во 2026 година, тој поднесе оставка на својата функција кој одборот на директори експресно ја прифати. Во нивното соопштение за јавност се вели дека успехот на Стелантис се базира на совршената усогласеност меѓу клучните акционери, управниот одбор и извршниот директор, што заради различните гледишта било нарушено последниве недели. Сосема јасно искажани овие зборови оставаат простор за прашања во кои ставови настанале несогласувањата и како тоа ќе се одрази на иднината на компанијата, сега кога е започнат процесот за барање наследник на Таварес и после откако тој ќе биде назначен. Карлос Таварес дојде на чело на ПСА во 2014-та, после неисполнетите ветувања на Карлос Гон, дека ќе му го препушти управувањето со Рено и успешно го спроведе спојувањето на групата со Фиат Крајслер. Под негово раководство, три различни бизнис света, францускиот, италијанскиот и американскиот, започнаа да делуваат како еден организам. Намалувањето на трошоците, проширувањето на портфолиото производи и зголемувањето на конкурентноста доведе до сериозен раст на приходите и профитот. Најзначајно можеби е што на време пред сите други успеа да свати дека електрификацијата без алтернатива е слепа улица и даде приоритет на тоа купувачите да имаат избор во поглед на погонските агрегати, со што ја зголеми и флексибилноста на понудата. Ни останува само да видиме какви ќе бидат ставовите на компанијата и идниот нејзин прв човек.